Фала ви на сите што дојдовте во уште едно онлайн издание на час. Оваа емисија решивме да ја посветиме повеќе на неодамнешната иницијатива на Go Green, во врска со нивната цел, односно желба да воведат повеќе лекции во наставната програма кои што се однесуваат на животната средина и на климатските промени. Така што во нашата емисија сега ги имаме Антонија Јовановски, основач на оваа невладина, потоа ги имаме Леонид Сајков од Fridays for Future и го имаме професорот по географија Мите Ристов од Битолската гимназија Јосип Броз Тито. Ве благодарам уште еднаш што дојдовте, мислам што се вклучивте. И прво би сакала да го прашам Антонио, бидејќи е ваша иницијатива, дали може би што забележавте односно во досегашната анализа на наставните програми, значи што има, каде има пропуст, колку е се во текст со сите случувања во моментов што ги има? Фала ти, Емилија, за поканата да збориме на оваа важна тема. Потикнати од кризава, но и претходно знаејќи за еколошката криза која што ни доаѓа, решивме во суштински да влијаме на општество, бидејќи се верува и се вика ако сакате да направите одредена промена, почнете од образованието. Како што реков, се уште сме на почеток на анализата, тоа што имаме изготвено е петиција за да дадеме поддршка да се истакне важноста на климатските промени од страна на општеството, на свесните граѓани, особено на младите луѓе и учениците. Значи со петицијата почнавме, стигнати сме до 1100 потписи, ве охрабруваме да споделите, да ја поддржиме, а во комуникација сме со Министерството за образование и со Бирото за развој на образование за формирање на работна група, која што ќе биде сформирана од тие институции, каде што ќе заеднички ќе го поддржат нашето истражување. До сега имаме позитивна и соодветна комуникација со Бирото за развој на образование, но сепак треба некои процедурални работи да се истерат, за да може да се формира таа работна група. До сега тоа што, значи, пристапот од една страна да се види легислативно колку стратегијата и документите за образованието, почнуваме со основното образование, а потоа ќе преминеме на средното. Значи, одиме и почнуваме со основното, поради тоа што од прво до девето одделение сите учебници и наставни програми се исти за сите ученици низ цела Македонија, а во средното, нели, во зависност дали е стручно, дали е 2-годишно, дали е 3-годишно, дали е 4-годишно, малце се по комплексен образовен процес во средното. Значи, почнуваме со основното и пристапот е да анализираме легислатива и наставни програми и учебници, значи да видиме колку е спомнато, колку легислативата возможува, колку истакнува важноста на животна средина во приоритетите на стратегијата и на други релевантни документи. Потоа анализата на наставните програми, каде што пишуваат целите на тоа што сакаат да го изучат, learning outcomes или тоа што резултати од учење, а потоа и самите учебници. Тоа е, значи, првиот представ, а вториот е прашалниците. Значи, иако, да речеме, во стратегијата пишува дека е важно животна средина или во целите на концепцијата, која што може да сте виделе во концепцијата за 9-годишно образование, зборам, значи во 2007 година со таа концепција од 8 одделени, од 8 години се отиде во 9-годишно образование и со тој документ се кажува и зошто и кои се приоритети и целите. Во принципите на тој документ, концепција за 9-годишно образование, се става важност, односно спомената е животната средина и важноста на локалната средина. И сега наша задача со прашалник и со анализа е да видиме од една страна прашалникот ќе даде знаење колку наставниците се свесни и го применуваат или колку сметаат дека се применува, а од друга страна учениците ќе ги таргетираме од септември тие што се прва година средно, значи само што почнуваат средно, а завршиле, значи, 9 години образование, да видиме они колку се свесни со тоа што би требало да го учат. Во текот на летото ќе одиме во таа детална анализа и со поддршка се надеваме на работната група ќе можеме да излеземе со конкретни заклучоци и препораки. Јас, бидејќи ги спомнати професорите и учениците, би го прашала Леонид што мисли тој лично, колку е задоволен од она што се учи на училиште и на начинот како се учат работите. Дали сметаш дека може би фалат некој помодерен пристап или некои понови информации, колку се задоволен од тоа што го има во учебниците? Колку е интересно за вас? Од поглед на самата програма сметам дека е целосно недоволна. Посебно во средното образование, климатските промени, екологијата воопшто не се ни застапени.
единствено по неколку лекции, дали по биологија, по географија, по физика сме спомнале, само за екологија, за што се тоа клопно затоплување, за ефектот на стаклената градина, но за самите климатски промени и општо како ние да го гледаме целиот тој проблем и како да действуваме, воопшто не е ни споменато. Сега пак се разбира тоа е нешто што зависи од професор до професор, од наставник до наставник, но сметам дека се насе кадарот кој што моментално ги предава климатските промени и го предава целиот тој еколошки систем, воопшто не е припремен за тоа, бидејќи тоа се професори кои што се образовани пред 30-40 години, значи тоа се веќе професори кои што учеле во едно постаро доба и новите информации кои што излегле во последниве 10, 20, 30 години, мораат да ги истражуваат сами, односно мораат независно да ги истражуваат и сметам дека тоа најчесто не е доволно за да го предадат на учениците. Од друга страна пак, како што гледав во основното образование, морам да ги пофалам луѓето од Министерството за образование дека се обиделе да воведат климатски промени и општо еколошко образование во основното, бидејќи сепак со тоа што во 2016 мислам се воведе Кембридж системот за природни науки, но сепак тоа е нешто што треба да се изучува низ сите предмети. Не е нешто што можеме да го научиме само преку биологија или само преку хемија, бидејќи екологијата е нешто што има многу аспекти, се разгледува и од научен аспект и од општествен аспект, се разгледува низ призмата на сите предмети. Сметам дека треба едно интегрирано образование да се води. Значи не само по еден предмет, туку по сите. Сега би го прашала и професорот по географија, бидејќи сепак ова се теми кои што ги засега географијата. Како вие лично се обидувате овие теми да ги доближите до вашите ученици? Вака, во македонскиот образовен систем има еден дел кој што е именуван како еколошко образование. Меѓутоа, тоа еколошко образование, за жал, само е, како што каже Леонид, само е малку вметната на некој начин во секоја наставна програма по секој предмет, застапено со една до две лекции, максимум 3 во текот на годината. Но конкретно за географијата е малце поблиску го истражува просторот и најчесто ги поттикнувам учениците да размислуваат секогаш кога е поврзано нешто со екологијата, да го спомниме и да се подсетиме на некои работи кои што се битни за на час. Како што каже и Леонид, во географијата, за жал, исто во средно образование, само во трета година е застапена екологијата и тоа со една тема, со неколку лекции. Климатските промени само се спомнати, апсолутно не е сршта, не е допрена до нив и да се подобро да се разработат и на тој начин да дојдеме до главните проблеми поврзани со нив. И истото го имаме и кај другите предмети, тука е биологија и физика, само во предмети се спомнува, и во основно и во средно. Она што ние го правиме на часовите, за жал ова година Леонид е мој ученик во трета година, не успеавме да направиме работилници. Темата за животна средина ни е последна и обично правиме работилници каде што учениците сите усвоени знаења претходно гледат да ги поврзат со реалноста и со проблемите кои што ги има животните средини. Така, колку наставниот кадар е спремен да ги учи учениците за сите актуелни случувања што се случуваат, бидејќи сепак нели како што спомна и Леонид и Антонија, сепак има некои промени, значи во целата таа настава има многу новитети кои што треба да се доловат во иднина. Тоа е индивидуално од наставник до наставник. Значи има наставници кои што сакаат да ги следат промените и постојано се во тек истражуваат, на некој начин се надградуваат. Постојат повеќе и онлайн курсеви кои што може и на
European Schoolnet Academy, кај што имаме многу курсеви онлайн кои што се поврзани со животната средина. Понатаму јас имам учествувано пред 2 години на една конференција во Варшава за EduArctic, се вика проектот кај што се говори за изучување на Арктикот преку климатските промени. Така што индивидуално отпаѓа. Немаме никакви насоки добиени ниту од бирото, ниту од министерство. Учениците се доста стари, географијата например е стара, програмата по географија е преку 20 години стара, така што актуелните теми се иницијатива на индивидуалци. Така. Антонија, како ова да го смениме? Како пример ова да не биде, во смисла, да ги смениме овие работи, географијата да се обнови, не само географијата, но и другите предмети, или пак евентуално да се направи некој нов предмет кој што ќе стриктно ќе ги офаќа сите овие теми, а не да бидат расцепкани во повеќе делови. Да. Образованието кај нас за жал многу често претрпува промени и не може да фати еден тек. И затоа сметам дека иако е потребна посуштинска промена од аспект на климатски промени, еколошката деградација или еколошкото поврзување, ако правиме промени на нови документи, издаваме нови документи, само ќе го забави процесот. И јас мислам дека може да видиме од постоечките предмети како би може да направиме меѓупредметни часови, каде што би поврзувале неколку теми. Пример на час по математика, би учеле математичка формула или функција за калкулирање на јаглеродниот отпечаток. И при тој час ќе може да се објасни што е carbon footprint и плюс да се научи математичката функција. Значи да гледаме во сите постоечки предмети, може по физичко да се оди на час по природа, на јога, на медитација, каде што ќе имаме поврзување со самите себе, но со поврзување и со околината. Можеме да имаме по било кој и предмет да ни текне да го поврземе со животна средина. Во стручните предмети можеби самата градежништво, дрварство и се до тоа, че може да се изучува за градежништво, за енергетската ефикасност, за како е таа поврзана со CO2 и како е таа поврзана со климатските промени. Значи идејата е да во постоечките документи, легислативи и наставни програми, за да не претрпуваме забавување на процес, туку да додадеме одредени квалитетни меѓупредметни лекции, кои што би можел секој наставник кој што е проактивен да ги примени и да ги сега ова како што рече и наставникот Мите, дека од бирото и министерството се уште нема некои насоки. Еве ние би сакале да го бутнеме тоа за да се изготват такви насоки, мислам покрај ова European School for Academy да имаме и ние на македонски портал каде што нашите македонски наставници, албански наставници да можат од руралните средини, од селата, од помалите општини исто така да имаат пристап на македонски, да го разберат тоа, да го соџвакаат и да можат да ги применуваат. На крај на денот за жал останува на индивидуална основа, но сепак гледаме со инспирација, со мотивација, со квалитетни содржини, интересни и они да си го разубуваат часот, а и нешто да ги научат децата, што е актуелно, што е многу важно. А очекувате ли, пример, во наредниот период да има навистина поддршка и слух од другата страна, оние кои што треба да ги вметнат сите овие работи, да ги издржат? Па зашто да не би очекувале? Се наоѓаме во ситуација каде што било каква идеја, дури колку да е налудничава, се прифаќа или се отфрла, бидејќи таква е ситуацијата, кризата. И оваа криза не учи дека мораме да се интегрираме во општеството, во природата, дека не можеме да седиме изолирани како Homo sapiens, односно како луѓе. Ние сме сепак на основата животни, социјални животни со интелигенција, но сме дел од еден поврзан систем. Мислам дека во контекст на кризата и спремањето на кризите од еколошката деградација, институциите се отворени, до сега имаме некоја позитивна соработка. Исто така Министерството за образование преку Националниот одбор за рамка за квалификација, тоа е стручното образование, средното стручно, прифати работна група за зелени работни места. Ние тој процес го тераме од 2017 година, значи еве во третата, во четвртата година дојде до момент ревидирање на постоечките квалификации од контекст на зелените работни места. Тоа зелени работни места значи тие работни места што ја унапредуваат животна средина, што ја зачувуваат, но и постигнуваат социјална еднаквост.
Значи, пак зборуваме и за не само функцијата на образованието во економски систем на пазар на труд, туку зборуваме и за функцијата на образованието во однос на социјална вредност и функцијата на образованието на еколошка вредност, не само економска. Особено економската вредност ќе биде загрозена и пазарот на трудот не може да се предвиди, поради што имаме вештачка интелигенција, автоматизација, развој на технологија и децата кои што тргнуваат денеска во школа дефинитивно ќе ги нема тие работни места за 20 години кога би требало ни да бараат работа. Затоа функцијата на образованието само на економска вредност води кон амбис и мора да се види која е социјалната вредност и еколошката вредност што образованието може да ја даде. Јас би го прашала, Леони, дали вие како Fridays for Future, бидејќи нели сепак тоа е глобална младинско движење кое што има свој огранак и овде, дали би се вклучиле во оваа иницијатива и вие да дадете свој привнес за овие промени, односно повеќе да биде застапена животната средина и климатските промени во образованието, односно кај вашите врсници? Дефинитивно да, бидејќи се разбира најдобриот начин да се бориме против климатските промени, барем за мојата генерација, е прво да се образоваме себе си. Бидејќи тоа е, како што кажав веќе повеќе пати, проблем од многу аспекти и сметам дека за да бидеш добар борец против климатските промени, треба и добро да ги разбираш. Тоа не треба да е некое длабинско разбирање, да е некои си научни подкрепи, доволно е колку да ги разбираме простите принципи врз кои се базира, за да можеме ние ефективно да се бориме против нив. Исто така, дезинформациите се голем фактор во климатските промени. Фактот дека луѓето кои што ги прават сегашните закони, општествени полиси кои што моментално ги поставуваат нормите во општеството, исто така се луѓето кои што ги шират информациите и во некој случај дезинформациите. Затоа, за да знаеме како да се фокусираме на нашата борба за регулација, за подобри еколошки норми, треба да знаеме како да се информираме и како да се бориме против дезинформациите. Тоа се нешто што можат да се направат преку образовниот систем. Затоа ние од Fridays for Future навистина се залагаме за подобро образование, посебно за климатски промени, но како и другите вештини кои што се потребни во нашите дејности, како што се критичкото размислување, информирањето, борбата против лажните вести. Тоа се сите аспекти кои што нас многу ни значат. А дали ти можеби си забележал меѓу твоите соученици с големен интерес на овие теми? Дали воопшто се грижат, да речеме, за животната средина и за климатските промени или се уште има многу работа на ова поле? Повторно тоа е на едно многу индивидуално ниво, но сепак гледаме еден тренд нагоре. Значи, навистина имаме неколку еколошки организации кои што действуваат во градот, една и кај нас во гимназијата, кои што навистина имаат голем интерес и има луѓе кои што навистина се залагаат за тоа. Сега можеби не е дека 90-100% од младите се заинтересирани на темата, но сепак има едно, ќе го наречам, гласно малцинство на луѓе кои што се навистина заинтересирани, кои што сметам дека се приказ на тоа дека има зголемен интерес. И навистина, мислам дека и ќе има зголемен интерес и натаму, посебно ако продолжи напредокот на еколошкото образование. Јас ви го прашала професорот Ристов, бидејќи нели спомнам се дека сега овој период меѓутоа низ целата година наставниците се малку како да кажам оптеретени со администрација, освен тоа што мора да ги учат своите ученици на материјалот од учениците, па би сакала да колку мислите дека наставниот кадар би сакал дополнително да се вклучи или да се едуцира за да може да одговори на овие потреби што се спомнуваат овде? Колку овој процес ќе биде тежок или лесен и за нив? Ние како наставници мора да се адаптираме на сите новонастанати ситуации, исто како што се адаптиравме и со информатичкото образование, така и текнување на нови вештини за ИКТ технологија, така што ќе се мора да се адаптираме и на сите нови промени. Ова не засега сите нас и од интерес за сите нас е да се посветиме на некој начин на оваа тема и на климатските промени, бидејќи Македонија е една од земјите кои што
Видина треба да биде доста погодена од тие климатски промени, особено преку тие поголеми сушни периоди. Така што мислам дека наставниците лесно ќе се адаптираат, меѓутоа треба конкретни насоки, треба само еден пример ќе ви кажам. Веќе неколку години во македонското образование има еколошко образование, кај што ние треба да вметнуваме во секој од предметите, не само географија, туку и математика и, како што кажа Антонио, и по други предмети, по спорт, да внесеме елементи на еколошко образование, застапено во најмалку 2 до 3 часа во текот на годината. Меѓутоа тоа е се повеќе само на хартија. Јас мислам дека многу скромно се применуваат овие работи и идејата е добра да има како мултидисциплинарен пристап на целата работа, но сепак конкретно еве за гимназиското образование многу добар момент кај што може да се вметни повеќе еколошко образование се проектните активности. Учениците одбираат секоја година по 2 проектни активности, тоа се активности кои што најголем дел се спроведуваат надвор од училиште, значи во наставни активности, каде што имат истражување на терен. Така што ако едната од нив, една проектна активност се дозволи да ја одбират по слободен избор учениците, а другата да биде конкретно наменета само за еколошко образование и да биде вметната во редовната настава со редовен час, тогаш може да се постигне многу голем ефект. Вака ефектот пак ќе остане на некој начин не толку јак, заради тоа што наставниците ќе вметнат неколку лекции, можеби ќе предаваат, меѓутоа нема да се посвети внимание во текот на целата година. Така. Пандемијата некако ни покажа дека можела и онлайн настава, барем колку толку да ја има. Колку ова е еколошко пример и колку ова пандемија, колку целата ситуација на научи можеби дека има и други форми на учење и дека можеби треба да се експериментира со нив или да се вметнат ако се покажале соодветни. Би почнала од Антонио. Нормално, пандемијата не натера и ние да бараме начини како да предаваме. И Еви Леонид може да каже дека се адаптираме, значи брзо се адаптираме, иако за жал од Министерството немавме никакви конкретни насоки, само штури насоки, ние успеавме доста добро да се адаптираме на ново настанатата ситуација. Не зборам само за гимназијата Јосиф Брз, туку и генерално целиот образовен систем во државата, со сите скромни услови и знаења кои што ги имат наставниците, успеа да се адаптират на новите промени и да се прилагодат на некој начин и колку толку да се одржи некој квалитет на образование. Ајде, можеби Леонид би сакала да сподели своје искуство и можеби мислење што можеби пандемијата научи сите нас за тоа како би требало винина да изгледа едно образование. Сметам дека ова беше еден одличен приказ на тоа дека образованието може да биде превртено целосно и сепак да се задржи. Значи можеме целосно да изгубиме основата на образованието, значи изгубивме директен контакт со професори, изгубивме директен контакт со нашите соученици, повеќе не сме во училница, но сепак процесот продолжува. Сега можеби не е најефикасен, но сепак прикажува дека со некои прилагодувања тој може да биде барем доволно добар колку што беше досега. И сметам дека ова прикажува дека и други огромни промени да се направат во системот, сепак тој ќе преживее и можеби ќе излезе и подобар на крајот. Исто така, ова е можеби помал детално, сметам дека прикажа дека нашето постоење не мора да е целосно базирано на хартија, на патување и слично, дека голем дел од тоа што го правиме во секојдневието може да биде направено дигитално. Еве, веќе 3 месеци не правиме ние хартиени тестови, туку ги правиме на интернет. 3 месеци не одиме од дома до училиште, туку се правиме преку компјутер. Исто така може ова да биде проширено, не мора ние да правиме состаноци, деловни да одиме од тука во Русија, во Америка, во Кина, можеме се тоа да го правиме, можеме да правиме онлайн преку компјутер. И исто така не мора да печатиме кој знае колкави документи, па да трошиме постојано хартија, се тоа може да биде направено дигитално. И ова прикажува дека и големи промени да се направат, сепак ние ќе обстаниме, ќе преживееме и можеби ќе научиме нешто ново од процесот.
Антонио, колку се согласуваш со ова што го вели Леоните, дали можеби имаш нешто да додадеш што вие како еколошка организација приметивте низ целиот овој процес? Заклучокот е дека активно учење е единствениот работа која што ни преостанува. Сите научивме нешто ново од сето ова, но во контекст на образовниот процес, образованието на иднината ќе нема да биде само учам и после наоѓам работа, кој што беше традиционален поглед, него ќе биде цело време менливо со различни промени на пазарот на трудот и ќе мораме да се навикнеме активно да учиме. И таа е една многу важна карактеристика која што во неформалниот процес на Go Green ние ја создаваме и гледаме кај младите да ја создадат да имаат активно учење. Од друга страна е многу важно тоа што имаат улога наставниците да направат и тоа што може да се научи од оваа криза е тоа да ја вратиме довербата во науката. Значи гледаме дека кога сме болни и ги слушаме не само ние како земја, него цел свет слушаше докторите што ќе каже. Значи што ќе каже науката и најрелигиозните земји како Саудитска Арабија, како Израел, кога рекоа докторите дека треба се седи дома, треба се верува на науката, сите седевме дома. Истото треба да се случи со климатските промени. Треба да им се верува на научниците. Значи, не можеме да одиме по теории на заговор дека рекла, казала ова, некој наместил за да ги оној да профитира и така натаму. Значи, основните принципи на верување во науката се учат во основното образование, во средното образование со наставниците, луѓе кои што веруваат и ја сакаат науката, и кога ќе се префрли таа верба во науката, мислам дека ќе ни биде добра шанса за справување со климатските промени. Дека во принцип не е толку криза за да ја се бориме против климатските промени, колку треба да се бориме против алчноста на човекот, против игнорантноста на човекот, против себичноста на човекот. Значи, кога ќе се бориме против алчноста, игнорантноста и себичноста, ние ќе ги победиме климатските промени. Значи, мора да се врати вербата кон науката и мора да се размислува подлабински. Значи, да, ќе ги научиме основните работи за климатските промени, но тие луѓе кои што активно учат, ќе сакаат да разберат зошто климатските промени случуваат малце на подлабоко ниво, каков е економскиот модел. Ние моментално живееме во економски модел кој што е во директен конфликт со справување со климатските промени. Значи, се додека мериме успех на една земја со бруто домашен производ, кој што кога ќе исече шума или ископаш јаглен расте, а твојата агенда е економски раст, на цел свет економски раст, economic growth, ти не може да се справиш со климатските промени. Значи има различни аспекти кои што мора да се оди подлабински, да се информираме, активно да учиме, да и веруваме на науката и само на таков начин ќе може да се справиме со било која криза која што ни доаѓа. Јас ви благодарам уште еднаш што бевте дел од уште една епизода на час и се надевам дека овие ставови и мислења ќе бидат погледнати од надлежните кои што ќе треба да виднина да размислат за овие работи и да можеби да ги вметнат понатаму во наставната програма. Ви благодарам уште еднаш и се слушаме во наредна прилика. Благодарам. Благодарам. Чао, чао.